Здраво, другари. Имам нешто да ви кажам, епизода број 1. Во денешнава епизода ни гостуваат Јане, професор Фанк Филтер Тодоровски, мислам дека правилно го кажав. Пред да се префрлиме во Шила, имам да ви кажам нешто друго. Цел град е мобилизиран заради хуманитарна акција за нашиот другар, пријател и брат Тачо Тале Ван Дам, па кој го уште мој да донират на ова жиросметка, овдека, шо е? А сега се префрляме во Шила со Јован Цветковски и со Јане Тодоровски, професор Фанк Филтер. Ова можеш да оставиш во. Добре, дојдовте штовани публикуме, како што рекол Јане Задрогас, во славната битката на Неретва од продолжението на Pulp Fiction од Квентин Тарантино. Следит најновата емисија, од имам нешто да ти кажам. Можам да ја најавам ко прва и официјална емисија, епизода, претходната беше Introducing the Idea, сега официјално започвиме од овај петок и си бучиме. Ке најаваме многу интересен гостин со кој што не знам, ке ни требаат можда 3-4 емисии за да кажеме све што има тој да си каже прво, а ја за припрашам после тоа. Така што ќе кажам само дека е дипломиран педагог кој моментално работи како образовен асистент во ОУ Свети Наум Охридски, Пештани, подрачно училиште село Елшани. Басаджија си е цело останато време што му преостан вид, освен кога ќе не гледат серии, кога ќе читат некои книги. Другото можете самиот да си го кажи. Еден аплауз за Јане Тодоровски. Добре ми дојде нешто, чекај, морам да стана овако. Респекат, другар Цветковски. Бојрум во ова наше импровизирано студио во Шила, ама многу домакинско е. Чедото твое? Да, ова е најновото чедо во фамилијата на Тодоровци. Првиот акустичен бас. Првиот акустичен бас дома и официјално. Добро, а имаш претходно рентано да свириш или не? Не, си никогаш. поштоваш? Не, никогаш не сум свирил до сега. Никогаш. Значи скрос ново. Ептен сум новајлија пред месец дена Добро. и сакав да го донесам малку вака да го. А куда го Не да го прочепам? промовираме. Не, нема. Идејата ми беше само да ти го разубави тоа амбиент. Да, ни влегви во амбиентов ептен, Мислам дека- ни го збогати амбиентов, кога кажам плюс е, како што рече, акустичен, а акустично ни ова наше мало импровизирано студио, да не А речам. зашто не, тоа е денес нели во мода. А и се вака, Да се свират акустично-електрични свирки. акустични електрични свирки, ова запамтете го. Немат воопшто да ви треба тоа, запамтите. За наша школа, за 5-то, за 6-то. Вака, ај представи си се само то друго да јас сега кажав малце по на професионално што ти е да кажам работава, Мислам дека доволно ме представи. Фала ти на прекрасната најава, особено на со Задрогас. Со Задрогас. Да. Не рекол така, ама не е важно. Да, мадмили, убава представа на Горан Стефановски. Мислам дека се си каже во најавата и како за прв гостин, ако така Официјално добро те прв разбрав, гостин, официјално- да, другите претходно не беше, значи ни беа гостини да не ме сватат погрешно Тео и Дамјана, ама Јане, баш го почвиме со официјалниот подкаст со Јане Тодоровски, ми е огромна чест што уствари теаме тебе. Па и мене исто така ми е чест да ти бидам прв гостин во подкастот да ти честитам на идејата да ја поздравам емисијата и подкастот, би како се што во утринските емисии на нашите национални телевизии тоа многу често го изговараат луѓето од малку повозрасната. Да. Епа јас се вака, значи првиот пат кој тие што ја гледаен, можам да кажам дека не сум некој водител или новинар, туку сум само тука за имат со кој да се направи муаве, да не е сувопарно и едноставно да си направиме муаве, да се осеќаме опуштено и да си окажеме тоа што имаме, а си окажеме така што ве молам, немојте да ни замерите. Да. Би се рекло, значи имаш основно музичко, ама не си со диплома музичар, туку си со диплома педагог. Да, не сум музичар со папири. Да, пример затоа што тоа кај нас многу погрешно се сваќаат, а во странство пример или Америка, едни од најаките музичари глумци се без школа и ќе ги представат како музичари или како глумци или не знам, а кај нас ако не си со папири што си кажа,
некој може да ти замери ако рече дека си музичар. Како го сваѓаш тоа, мислам, не знам. Дали би рекол за себе не дека си знам. музичар, пошто јас би рекол дека си. Не знам, не би рекол дека сум музичар, бидејќи ако се одиме следи според мојавецот. Да. Имаме луѓе кои дипломирале, кои многу повеќе од мене вложиле Да, добро. во својата музичка надградба, наобразба и така натаму. Јас сум човек кој само едноставно, знаеш, сака да свири. Да. Можеби тоа е онај единствениот најдобар начин како може јас да се изразам себе си. Да, јасно. Значи Бидејќи не пишувам нешто посебно, не сликам исто така нешто посебно, нити пак свирам нешто посебно, меѓутоа тука најдобро, тоа е некоја моја територија каде За што најдобро изразување. владеам и можам да се изразам. да, па мислам А да се вратиме малку на моабетот. Да, самата диплома мислам дека не те прави подобар музичар. да. На крајот од криштата мора сам. Мислам тоа не го правам моабетот само за музичари. Истото може да го примениме на било која. Да, област. баш затоа те прашав затоа што мислам Знаеш- ја се занимавам аматерски со друго и уште не можам да кажам дека сум бидејќи не живеам од тоа или не ми е главна преокупација, а сум по диплома скроз друго, значи македонска книжевност имам завршено. Така. Ама не можам да кажам затоа што и други имаат па секој сака да се стави лейбл или па другите ти стават, зависи од тоа што го работиш. Според мене многу е побитно да човек работи понатаму сам на Да. себе дообразување и по завршувањето на најофицијален дел од образованието. Ако го немаш тој момент, мислам дека ништо не сме достигнале. Музиката И ти- тоа е педагошки е скроз погрешно. Вака како Ако може така педагошки да се изрази. значи музиката ти прва љубов, може да каже не ти единствена, ама ти е Не ми е единствена, да, таман работа да ми е единствена. ама најголема или не? Една од поголемите. Една од поголемите. Добро. Која ти е првата касета вака, пошто ти си од времето со касетите Да, јас сум, и плочите, интересна ама работа. Јас сум од онаа година од најраните сеќавања се ако ти кад е Маршал Црко, каде е Маршал Да. Црко. 80. Кажа за тие што 80 се за прашува. старена верзија веќе. Југословенска. Нови, помодерни и надградени верзии. Да се вратиме на раните сеќавања. Прва касета, Здравко Чолич, албумот Због тебе. Због колку песни имаше ти текви на албум? 9 или 10 песни. Знам Него од дека познативе? Пусти Воду. воду. Да, пусти воду. Тоа е еден интересен диско фанк. И мислам дека е интересна одредница за она што понатаму музички Да. ми се случи вало. Ти си Односно, ми се влюбеник случило. во кунг-фу фанкот и останати видови подвидови на фанк. А, значи, може да се смета дека Здравко Чолич е виновен за тоа што Па те не е вметна баш, во не, тие води. не е баш Или касета негова. Добро, често пати се знам да се зезнам дека е виновен. Не, таман работа дека е. Но дали иако морам да ти признам дека албумот е одличен. Одличен. Затоа што е мислам дека е работен негде во Англија, мислам дека е работен. Да? Ако не се лажам. И е сниман со профи студиски музичари, со Да. вистински живи инструменти, све изработени. Све. Да. Прес како си правевме муавет кажа и уште една интересен бенд кај што кај нас е многу популарен и на Балканов општо. И Втората како не е касета. популарен, мислам дека неговата популарност воопшто не е ни згасната, напротив. Да, уште добива- и си мислам, прави. Сега имаше сега Скопје пред брзо време концерт, бесплатен нешто, да. концерт. Бесплатен. Бело дугме, Косовска Бело дугме. девојка албумот. Втора Тој касета. албум ми го донесе татко ми од Белград, бидејќи Здравко Чолич во еден момент како 3-4 годишно дете ми досади да го слушам. Нешто мораше по-хардкор. Касетата ја чувам уште дома и ја слушав на радио за во кола, на радио касетофон за кола. Аха. Тоаш Ама и 80 ама не во година, кола. Не во кола, него изваден и направен во дрвена каса како за дома направен по телевизор. Во еден момент ми досади Здравко Чолич Мораше нешто малку свежо и и си ново. побарав дома, викам дајте ми нова касета и татко ми ја донесе од Белград. И уште ја чувам таа касета. Таа касетата е А ја имам и го имам и истиот албум на вино. и на вино. И на вино. И тука него познативе песни што би ги знаеле сите. Липец свату. Липец свату. Липец свату. Липец свату. Липец Сите свату. сватој. Петикули спувис.
Што идеја педику да спомниш? Кој што спомнав преска, имаш музичко основно училиште, Да, така, во Охрид, да, Методи Пачев, кој ти е основен одсек флейта, флейта, да, одсек флейта, инструментот. ама немав некако Имаше доволно желба за флейте, како пример, ево, дете сега, Не, ако ќе уствари, јас однесам- сакав, мислам дека сакав хармоника да свирам. Хармоника, добро. Не, и првичната идеја беше да свирам пијано. Во тоа време беа популарни Casio синтесайзери. И бевме цврсто одлучени, мислам, моите беа дома цврсто одлучени да ми купат еден таков, и сега нормално како и секој мал клинец. Знаеш, се палиш, се ложиш на такви, како го кажем, се палиш, се ложиш и на крај согоруваш. И на крај На крај флейта, согори и испадна да, завршив со флейта, бидејќи препораката од еден од тогашните наставници беше дека не е исто свирењето на синтесайзер и на клавир. Да. Не се исти дирките. Да. И во тој момент, бидејќи татко ми претходно си ја купил за него флейтата, иако никогаш не учел флейта. Аха, значи таму. Флейтата беше сосема нова и неискористена, моја генерација. Да. Генерацијата со флейтата. Генерации. Значи во еден момент само чекала да биде отворена и Колку? да ја свириме. Значи од колку години свиреше флейта, кога почна? Не знам, трето деление. Трето Од деление? Трето до осмо свирим. Да, ако не беше деветолетка, таж до 8 Да, беше тоа учев. беше осмолетка. Во второ деление учевме припремно, така нешто како забавиште да дошло, значи Да, учиш да, да. некој Добро. солфеж, Да, ама да. најосновен само пеење. И веќе од наредната Ноти. година имаш нотите ги учевме исто во трета година. Трета. Кога почнуваш со инструмент, тоа почнуваш скали. Добро. Добро. Имаш со Мислам дека флейта така некако. добиено прва, втора Прва, награда. втора награда, да. Во Тоа е интересно, 92-93. 92-93 не се сеќам на државен надпревар во Скопје. Имаше 3 први, 3 втори, 3 трети места. И јас имав честа и задоволството да ја добиам Првата од трите втори награди. Да, првата втора. Која е Првата појака втора. од втората втора и Втора? втората трета, но е послаба од третата прва, третата втора и да кажем кој третата прва. Да, ќе сватат сами, ќе напишеме долу кој тоа Да, обично понекогаш равенка. понекогаш сум поприлично конфузен кога сакам да ги А сакам поприлично да сигам со зборови Да, да. и со бројки. Затоа јас пробав во најавата малку да изиграм. Мислам не знам дека како ми беше мислам дека успешно. пресков да рекорд многу подобро ако изведов. Ама Да, на крајот прескав. од криштата, што ни публикуме, се разбираме. Како што би рекол Јане Задрогас. И во студентските денови, покасно и Охрид, се имаш занимавано со радиоемисии. Така? Имаш работено на радио и како студент и после, кога си завршил овде баш во Охрид. Да имам работено. Или си водел емисии Не, радио? водев работа во Супер радио работев неколку години. Тие сега емисијата ти имаш водено што беше, мислам уште си го држи Значи А, името таа емисија името. се уште постои таму. Ефтини приказни. приказни, ама беше друг стил, Да. Добро, концептот беше малку поразличен. поразличен. Идејата беше зошто ефтини приказни, нели преземено од Pulp Fiction на Квентин Тарантино. Идејата беше да се разработуваат некакви непотребни информации кои вредат, не знам, милионски Премногу. суми, на пример. ствари ефтини. Најчест гостин беше Парис Хилтон. Многу логично. Дури едно време имав и нејзин постер во студиото. Да, а студиото кај ти беше? Во Супер радио. Супер радио? Да, во Супер радио А имавме. после имаш и од кафичи воден. Да, имавме паралелно кога се отвори Кадмо, имавме некои радио преноси од најголемата тераса тогаш. Сега не знам дали е се виште најголема, тоа Сега ќе е најголема со платформите што се рушат, мислам дека таму е најголема. Па и таму имавме некои работи со Кадмо и таму имавме некои преноси. Интересно во секој случај. Интересно искуство и затоа мислам дека да кажам во култура овдека и во тие ствари уметноста и за Охрид пример не се занимаваш со музика, мислам се имаш занимавано со други работи, ама музиката ти е да кажам главното. Види. И затоа сега да те прашам, извини, пошто планирам на сите гости да ги прашам нешто да што е потребно за Охрид, за како град што треба да излези на прво место во културата, како на пример еден МКЦ наш што ни фали тие ствари кај што слободните уметници ќе имат простор кај да се изразат, да не е тоа све во кафичи на отворено, баш да е едно капче за такви работи. Па
баш домот или центарот за култура, мислам дека кога веќе немаме младински културен центар, значи кога ќе го искористам муабетов е направен од страна на Васко Танасовски, мислам дека беше од Бернис пропаганда. Добро. Во една прилика, во едно интервју кога го запраша како да ја развиваме културата во помалите градови, кога немаме младински културни центри, рече тоа се центрите за култура во секој град, исто како во Охрид, не знам, Кјучево, Демирхица, Да. појма нема. Тоа. И тие како такви треба да бидат Треба. достапни и за мене и за тебе и за секој еден кој што сака, не знам, да се занимава со било која форма на уметничко изразување. Да, ама затоа јас кажав као МКЦ затоа што е малку поалтернативно и кога да се има малку повеќе и слобода и тие работи, мислам затоа што се трудиме ние Центар за култура е за тие работи, Во тој случај име дисперзирано, дисперсирано. Точно. како што нели ги правев ти поетските читања овде во Шила, да. не знам, може да бидат најразлични промоции на албуми. Да, да, Види, се, не дека значи има, се. значи од старт го изземаме оној материјален аспект на Да. бидејќи знаеме како тоа сето функционира. И ако функционираше како што треба, сигурно немаше да свирам тезги. Така. Ај кажи ми два-три збора за Пеперминт. Имаш свирено во Пеперминт бас 5 години. Да, не мислам дека од 2010 до 2015 така нешто. Во Певермин гледав многу случајно некако. Горан имаше некој интервју на македонска телевизија и рече дека ако е некој заинтересиран за било каква соработка, може да му пише на неговиот мејл. И веднаш му напишав, се видовме и започна таа соработка. Многу интересен период. Интересен и интересна екипа во бендов. Интересен период, интересна екипа, интересни случувања, ја Имате свртевме награди. цела Македонија неколку пати, пошто Да, толку е градови, 3 Македонија. фестивали. Скопје гори Д-фест. Зевавме и награда за бенд на годината Златна Златна Буламара, Буламара. па и од бекстејдж мислам дека некоја награда имавме земено. Да. Едно од најголемите хитови што е уствари имаш на неа свирено и работено, Да, па ама тој, ако... да, првата песна која воопшто ја снимивме со Пеперминте, Да? да. Тоа излезе многу добра, некој ако немаат слушнато, не знам зашто да не ја имат. Моите се Да, слободно да се ја проверете, слушнете. бидејќи И не сме одеднаш во сега- можност ради Кој што заради кажам- технички причини да ја свириме, басот е во мирување. Може да ја испееме на крај, ама ќе видиме. Свириш со премногу тезга бендови. Мислам премногу, не е зборов премногу сега погрешно, многу. Значи не се ограничуваш и не се устручаваш, да кажам, Мислам со дека кој не, би свирал. знаеш како нема потреба. Да. Затоа што Од кејф, од види разумода, на крајот од од криштата, на крајот од криштата љубов мора да има. мора. Ако Без нема љубов џабе. ништо не прави. Да, да. Така. Работа секако, значи не можеш да се ослониш само на талентот, Точно. да нели да не бидува клише муабет 99%. Не, ама затоа свириш во толку многу бендови, пример. Затоа што Знаеш како, не, значи, си еден од гледам поиницијативните да не се басисти. ограничувам. Да. Гледам да не се ограничувам, бидејќи на крајот од криштата, па и не се исплатува да правиш 100 проби за 30 песни и да ги свириш 2 пати во месец. Да. Така. Да. Сега последно свириш со брос. Па сега последно свириме со Брос од Вардара па до Триглава. Глава или од Ботун Дечките до се Пресек. супер, да, дечките се супер. Концептот е интересен и го развиваме. Го развивате. Значи почнавте надвор од Охрид уствари да се правите Да, свирки. имавме Ќе си ги поканиме ние Имавме во две свирки во Кичево, емисија, али ќе си направиме муаве кажам тие по-конкретно за тоа. Имаш настапи се последно, значи последниве така 4 години, да кажам, и зимска бајка што се прави секоја година. Да, 4 зимски бајки мислам дека ги имаме свирено. Се надеваме на петта, Да. за која што се уште немам информации како ќе тече и како ќе се одвива. Тоа треба да го прашаш господинот Горан Момировски. Ќе го прашаме во емисија. Кажи Горан ми, да сакам ги да те прашам. прашам, пошто си педагог, а јас имам исто педагогија учено како предмет на факултет и психологија. Одлично, Ме браво, интересира колега. Не знам дека Колега. сме били колеги. па по нешто, по еден предмет, два. Еден, два, Сакам три. да те прашам, значи за едноставно за култура, ако има многу муавети за охријани дека се вакви луѓе или се кати луѓе или не знам какви луѓе, ни се дава некои префикси, општо не само за охријани. Сакам да кажам за културата што имаме затоа што гледаме. Според мене јас сметам дека не е на многу високо ниво општо, затоа што Па, тука си во право. сега
општо во Македонија влае една таква, не знам, и летаргија и некои такви, не знам, Летаргија, апатија, не знам како депресија, и дали се то тргвит од, според мене, затоа што имам дискутирано, дебатирано на многу вакви работи, од воспитанието и образованието на еден човек. Од старт ќе те поправам, ќе се повикаме на Фројд. Сигурно не е депресија, најверојатно се работи за премногу како да го кажам. Притисок од општеството. Не. Од премногу идиотштини, идиотизам. Идиотизам. Да, обкружени сме со Слободно. такви работи. Знаеш што фали? Фали работа на себе. И нормално тргнувајќи секој сам од себе си, сега да не звучам, не знам. како Така да, некој да. Сите сакаат да мотивацијски да говорник или критикуваат, не знам што, ама види. без конструктивизам и никој не сака за себе да побарат кривицата, да кажам, и да поработи на себе, сакат на другиот да работи, да го поправа. Така? Да, ама за да имаме критика, ова ти е супер муабет, супер што стигнавме до овој муабет, за да имаме критика на нешто, треба да имаме и критична маса. Како ја создаваме, Точно, како да, ние усвари како општество ја продуцираме таа критична маса. Врз основа на што? Моментално не постои. Не постои А фали, мислам, во секоја област, особено во културата нас, се изгубија некои такви работи и за музика, и за општо, значи за општо добро и општата Види, култура. изгубени се бидејќи, ево, значи, да не одиме подалеку, ќе ти кажам само еден факт од она што, бидејќи во моментов работам како образовен асистент, и често пати сум во контакт и со родители на деца и на крајот од криштата не морам ни тоа да го правам, само треба да гледаш наоколу, Да, видиш што да, се да. случува. Каков е односот на денешни родители кон денешниве мали деца? Да, точно. Затоа Ако- викам дека воспитанието е едно од најважните за изградба на човекот. Ама И на влијае, крај, мислам, точно, на крајот од криштата денешниве деца мислам дека не го добиваат потребното внимание од своите родители и од најблиското окружување, ако некој мисли дека го решил проблемот со тоа што ќе му го давам телефонов или таблетов на мало Нека се дете, занимава. нека се занимава само и само да. да не го слушам кај што плаче, тоа е од старт погрешно. Дури читав едно истражување пред известно време како уствари функционираат, како функционира употребава на мобилните телефони кај маливе деца. И тоа е погубно. Сега да не го знаеш, да не го должиме муабетов, Да. на крајот од криштата заклучокот од цело истражување беше дека вниманието ќе се намалува на не повеќе од 8 секунди. 8 секунди се многу малку. И Да, затоа денес, пример, конкретно и во наставава, имаш проблем кај денешните деца Со концентрација, со внимание. Да. Го имам и есто почувствувано со И секогаш ми деца од различни поинтересни генерации. се, Да. поинтересно ми се останат освен она што Освен треба да тоа, се да. сработи. Да, Сега, точно. знаеме сме го поминали ние тој процес. Нели, училиште, Да. мачилиште некои го нарекуваат. Ни најмалку не е интересен, ниту пак лесен процесот на образование и воспитание, ама ако не постои па тоа што продуцираме, се враќаме на крајот. За ова може да разговараме многу емисии, сигурно ќе нема да си првиот, ама нема да си и последен пат во имам нешто да ти кажам. Мислам дека покривме доста од работиве што си ги Па барем работел, еден што мал дел имаш. можам само да ги поздравам тука другарите Може од бендот слободно, да. Барбарела. Да, за Барбарела тука нешто ева. Бенд кој што е моментално во мирување заради тоа што имаме други обврски, моментално живеам и работам во Охрид. Тоа е тоа. Инаку сме во супер одлични односи и со Барбарела и со Пеперминт и кога имаме можности ни се вкрстуваат патиштата и пак свириме. Одлично. Нешто друго дали сакаш слободно да си кажеш или може да се одјавиме со една Па може да се одјавиме со една една прекрасна убава Паслинга. песна од областа Северна Рајна Вествалија.
благодарам Јане многу. Ти благодарам и тебе другар Цветко Скришно ја повика да го скршиме мразот. Да, го скршивме мразот. Скршивме. Мислам дека си направивме супер муавет што следно ќе направиме малце, ќе чепнеме и подлабоко Да, ќе четне и други некои теми, дали тоа како беше најавата што ја направи за овој подкаст, дали котелот за парно на дрва излегол од рајот и Да. пеколниот казан за ракија, кај му е почетокот, кај е крајот. Другари и другарки, имам нешто да ви кажам. Дали си спремен за 7 ултра љути прашања? Ајде, ако се коретко чили пепер, спремен сум. Бас гитара или баз гитара? Бас со фаз, бас гитара. Еден од омилените ефекти ми е. Така? Да. Фаз на бас. Фаз? Фаз на бас. Бейс фаз. Фаз in the face. Кетчап и мајонез или кетчап и сенф? Кетчап и мајонез со сенф. Добар избор, добар избор. Турбо фолк или дабстеп? Турбо фолк. Реков дабстеп ќе речеш. Никако. Дабстек, да. Сега малце полјуто. За 200 евра да го залапаш на Јанко јади бурек 10 секунди. Не, За 500? нема шанс. За 1000? Не. Секс со 2 рандом девојки или секс со една по твој избор? Со една по мој избор. Че уште појка се разлута. А ова не е, Ајде. ова е нормално. Пеперминт или брос? Пепермински брос? Мој. Немав друга идеја. Така? Да. Бок, бак, 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 бак. Или Второто. ајде да пробаме. Петел. Бок, бак, 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 бак. Или Второто. назначи уште едно 8, да. Ајде, осма, ајде. Добар си. Како светско чудо. Како светско чудо. Респект.